Еве не со темата ракомет, еве не со она што се случуваше со македонските навивачи во Вараждин. Имаме ли повик? Да. Да. Еве не имаме повик од... На линија е Наце Митев, помлад фалангист, член на фалангата, долгогодишен навивач и следбеник на националните селекции. Добро вечер, добродојдовте у YouTube канал Дургутов продукција Скок. Ајде, добро вечер. Срекна вечер, како сте, како се импресиите од Вараждин? Поздрав до вас. Супер, само што се пребраме дома пред половин сат, нема ни половин сат. Ѓорги Нацев е исто така со вас, Наце. Ѓорги Нацев е исто така со вас, само што... Не зборувам за нашиот Ѓорги, зборувам за нашиот Ѓорги. Ние го најавивме веќе во емисија како најмлад навивач, македонски навивач во Вараждин. Исто така го најавивме како е најмлад член на ФК Барселона. Како патувавте? Добро ли беше? Одите со ти Александра, твојата сопруга, одите со Ѓорги кој што е 5 месеци. Колку има Ѓорги? 5 направи? Не, баш денеска 6 пони. 6, грешка сум јас, значи... Жив и здрав да е 100 години да навива за националните селекции на Македонија. Пала, па да ви се враќаш ови душа сака. Само што се вративте од Вараждин, така ли е? Само што стигаме денеска пред половин сат, пред една сат. Во твојата родна Струмица? Да. Кажи ни, вчера ќе зборуваме, ќе ти одземеме малку, можеби 5 минути повеќе, иако си изморен, ама пријатели сме и ова е сакаат да го слушнат нашите гледачи, е интересно. Кажи ми, од последниот надпревар ќе почнам, не се враќам на надпреварот со Холандија и Унгарија после тоа. Значи, на синокишниот надпревар со Гвинеја, кружат некои видеа каде што се гледате и ти, Александр, и малиот Ѓорги, и сите твои другари околу тебе и некој обезбедување таму на хрватите. Што се случуваше на трибините во Вараждин? Јас бех само на последниот надпревар, тај третиот надпревар, со Гвинеја, претходните два надпревари исто од пријатели што разговараваме ми казаат и оние били преведени. Твои пријатели се преведени на претходните надпревари? Да, на првиот надпревар е преведен. Од кои причини? Како го објаснуваат они тоа? Од причини, не знам как да го објаснам јас, од никакви причини. Се изживljават се, не знам. Нема инцидент, нема кавга, нешто, не дај Боже, кршење, такво, ништо? Не. Те е само заради знамето 16 крат. Вчера на трибините се случи едно, може 6 или 7 немили насане, дека што наши навивачи, фанови беа искарани насилно вонка. Насилно беа извадени надвора, причина? Од редарите или од полицијата? Од редарите, и после редарите ги предава на полицијата, од кој само што јас имам спознание што од пријат таму што беа, мислам од околу 7 или 10, околу 8 луѓе до 10, не знам точна бројка, неофицијално, се казани по 175 евра и некои имат завршено од притвор. И некои не го имат гледано надпревар, го немат гледано. Сето тоа се случуваше додека се играше надпревар? Додека се играше надпревар, насилно има и видеа кружат од луѓе што имат снимано и се случи тоа, поточно за нашиот настан, се случи искара наш таму сите сме пријатели. Таму нема, значи македонци сите сме пријатели, значи фан на македонската фаланга искара вонка затоа што знамето беше го искарал да слика или да го покаже. Добро, можеш ли? Наце, извини, значи нема да заборавиш, пошто јас ќе те потсетам кај што застана за пријателот. Кажи ми само следново, како нашите навивачи, како вие, вчера кога влеговте на надпреварот, ги внесовте знамењата, а потоа ви ги зимаат? Не разбирам малку. Знамењата може ние да ги внесеме сите кои што сакаме, може да внесеме, ако сакаме таму. Значи, од една страна, еве ќе кажам сега да не ме сватиш грешка, не добро обезбедување од страна на хрватите, а од друга страна кој ќе го извадиш знамето. И на крај крајва се распрашавте ли таму некој, имаме ние таму македонска делегација. Не знам дали е уште министерот за спорт таму, немам информација, на првата такмица беше.
Дали некој се погрижи, некој прозбори на оваа тема со Некој вас? некоја мерка да преземе нешто, да реагира, да ве заштити? Не знам, никој не заштити, ние сами се заштитуваме меѓу себе, со тоа што кој как беа го нападнали сите право одеа, ука, вика, свирија по радарите и јас уште првиот влет на трибина на еден од шефовите им кажах до сега најнеорганизиран настан со најмногу изживljување и најмногу претресување. И јас заради това од претходните разговори со пријателите не земах ниедно знаме, затоа што бех со Ѓорги. Да, ти беше Сомалија, да. да. Ѓорги има 6 месеци и не сакаме да се замарам со Да. проблеми, да сакаме само едноставно да се одиме таму и да завршиме тоа што не сакам. Добро, Венаце, тоа што ти го виде, тоа што ти го доживеа вчера на трибината, ете, со Ѓорги, ја гледам Александра. Јас ќе почнам од самиот улет. Ајде. Имаме, значи, торба за Ѓорги. Ние пред еден месец бееме на Дортмунд Барселона. Ѓорги беше тогава 4,11 декември. Збориме за Лига шампиони во фудбал. Лига шампиони во фудбал, таму поминаваме феноменално. Зборуваш феноменално на нормален претрес, така ли? На нормален рентген, така. Кај што се гледа од дете, се гледа од торбицата за детето, има унатре пелени, има унатре млеко, има вода, чај, се што е потребно. Така. А вамо во Варажден истата количка, истото. Истото, само што пелените просто ги разпакуваа, му викам луѓе, ладно е вонка, детето е. Не, јас морам да проверам. Се случувате, окей, значи дали сум јас му дала да го злоупотребувам тоа за дете, викам не е логично. Плюс това, кај Александра имаше поначи за батерии и кабелови. Само сакам да те прашам, извини, нешто малку нејасно ми е. Дали сакаш да кажеш дека скафандерчето во кој што е облечен Ѓорги го отвара? Се. Значи детална проверка. Бебето од 6 месеци во рацете на Александра, Ѓорги го му отвараа скафандерот да проверат да нема нешто скриено. Добро. Количка отварат, претресуват. Оташна имаше памперси. Памперсот како што е пакуван нормално, го отвара цел. Добро, и сега како на таков претрес се внесени пак, ние не прашувам како, не е тоа поинтата, внесени се повторно знамења со сонцето од Кутлеш. Ама јас ти кажах на неким, јас ако сакам ќе ви внесам 20 знамена, не сакам не да внесам. Јасно. Добро, што тогаш беше причината и што беше поводот за да ви приоѓаат обезбедувањето, редарите или не знам па да дојде после до полиција за луѓево? Навивањето ли беше? Се ќе дојдем и до тоа. Ајде. Почнам прво од самиот влез. Ајде. Имаме топла вода од термос и имаме ладна вода за да може за млеко да правиме за дете. Ладната вода не ги замаа, не ги пуштија внатре да се внесеме вода за дете што требаше. Затоа што мора да ги разгледуваме Јасно. Ма тоа у авион го пуштаат, знаце. У авион може да внесеш таа. Во Вараждин не може. Сега. Океј. Поминаваме таму, што поминаваме кабелови, батерии и вакво поначи. Не пуштија, пријател наш ојде го насеќи колата и на обезбедувањето им викам, океј, моментално имаме кола. Ако немаме кола и сум турист тука и на телефона имам течко ми е потребно, карта, платежни картички, се. Како јас викам, можам да си купам од тука пиво, вода, затоа што немам батерија, а вие да го взимате, вика ќе мавате со батеријата. Бог да чуе. Со батеријата телефонот ќе маваш. Да, и јас му викам, батеријата кошта 35 евра. Еден обичен стар телефон кошта 5 евра. Дали сум нормално викам да земам, по-логично ми излева да земам стар телефон да го мавнам од 5 евра, него ли батеријата од 35 евра. Така. Ако ти дошло до мавање. До ова ли дојде да зборувате со хрватските обезбедување? Ова е срам, Не ми се верува. Венаце. Да. Сега, на сето тоа што ми случи на претрес, влеваме на трибина и иде шефот на обезбедувањето, со значка, со се. И
фин, леп и културен начин го застанах и му казах: извинете, значи, јас сум одам по стадиони, одам по надпревари, значи до сега најлошо организиран настан од страна на вашите наредат. Не знам што се случи, дали од која причина, не знам, викам, вие се чивљавате со нас, не претресувате као да сме криминалци. И во тај момент почна игнорирање на химната, он почна да се правда, не е на него, наложено му е од ИХФ, од не знам од кој, они само си ја вршат работата. Јас кажах: окей, почна химната, молам се, сакам нели да как се вика, да уживам у моментот, ќе разговараме после. Ојде шефот на обезбедување после се тргна, не се видеме. Така да го напоменам баш тоа работи, јас го спомнах на таквото и не остана пријатно, не остана згодно. Така, значи ти релативно си од помалата навивачка фаланга, да кажем, група, меѓутоа имаш големо искуство, спомнуваш Лига шампиони, одиш во Германија на надпревари, на национално првенство, Хофенхайм. Пак се навратам на еден надпревар предходно, дека што имаше парички мавен, тоа не го правдувам никој пат. Значи паричка да мавнеш било што вода, да историш на терен, не го правдувам. Затоа што имаше ризик да ги затворат сите трибини со без разлика кој е мавнал, Так. он треба да се одговара за тоа. Не треба да одговара цела фаланга или сите навивачи, што некој платил авионски карти, превоз, земал одмор од работа, собствен трошок, смештај, карта земал. И замислите да ни затворија за Гвинеја, да ни го затворија сектор за навивачи, за материалски навивачи. Да. Па дали веруваш дека тоа баш и си го зборувавме дома, јас викам после оваа најава дека може да се затвори за навивачи, замисли ги, викам, Нација, Александра, Ѓорги и не знам колку како нив се тргнати, се дојдени од некој од Македонија, се дојдени, некој како вас од Германија. Ете тоа не кажавме за нашите гледачи дека живеете и работите во Германија веќе неколку години. Прекрасна приказна. Те молам, имаш огромно искуство, го разменивме за време на Европското фудбалско првенство, дека заедно со Александра, пред да се роди Ѓорги, одевте на надпревари на германско фудбалско првенство, на Бундеслига. Има ли нешто барем слично од ова да си доживеал? Никаде. Добро, што кажи ми сега, те враќам на она преска каде што те прекинав и нели ти реков ќе те потсетам на оној првиот или вториот ден кој дај Австрија или Холандија, на твоите пријатели. Луѓето велиш се приведени, притворени, да не речам одстранети од салата. Знаат ли зошто? Знаете ли вие зошто е тоа направено? Покажувале сила, не знам, биле насилнички, што, зошто? Не покажуваат сила, само заради знамето со Светонајните крати. Никој не покажува сила, го земат, го носат омарица, го носат во притвор. Преги се слушнах со Тоше, не знам дали можам да и мене не го питах Тоше, он е приведен на првиот надпревар и него гледа надпревар. Он е дојден само за првиот надпревар, беше дојден и него гледа надпревар, беше приведен за тоа што знамето и тапано негово не смее да влезе тапано на трибина. На тапанот го имаше исто Кутлеш? Не. Обичен тапан, обичен навивач. Не смееше да го внесе тапанот внатре за да создава некаде у Берлин беше. Не, сакам да кажам, не му дозволиле, тоа е причината. Добро бе, сега како зошто го приведуваат, не разбирам. Ајмо забрануваат влези без тапанот или не можеш да влезеш. Зашто да го приведат, не сваќам малку. Значи, ние како не смееме да се противаме, значи втор пат ако се противиш и одма право носи марица, значи не знам как да кажам. Добро, ајде, дали се обрати некој од вас, од било кој од вас, што немавте директен, да речам, директен момент на приведување на апсење или слично. Побаравте ли за овие наши луѓе кои што се веќе приведени таму? Се контактирало ли некој МНР, некој луѓе, нешто има? Не знам, јас моментално немах многу време, ние после надпревар тргнавме да се вратим, да дојдеме тука по приватни обрски, немаме многу време и по пат само што разговараваме телефонски, јас имам толку информации. Другите информации сите ми се од пријатели лично, што они имат казна платена од 175 евро, мисля. Сега, да се навратиме на настано што се случи пред мен. Прво
целото време, мислам од 4-5 Зборуваме за напреварот Македонија Гвинеја, така, за тој напревар. Македонија Гвинеја, да. Добро. Изнетеа ги вонка, публиката реагира на сите со кане, со свирене. Се случува исто на фан на мојата лева страна, се случува го земат, затоа што беше го искарал заметот со кутлеш, го земат и го вадат вонка. Океј. При тоа што сознаваме, му викат, тргни го знамето и дојди до нас звонка на полиција, имаш 175 евра. Ако се противиш, 600 евра. Бог да чуе. У тај случај, значи од мојата десна страна идат тројца редари, што контактират со токи-воки, они се собират, као да има криминал, као не може да го објаснам. Се собират, одат, го фаќат, го изнесат вонка. Јас ga пратам целата таа ситуација. Се враќат овие тројца, откако го предават на полицијата, се враќат тие тројца и јас им викам, значи не е добро тоа што го правите. Не понижувате како да сме најголема криминална банда. Ми вика, значи немаш право ти да говориш. Викам, окей. Имаш право ни да зборуваш, а? Да. Да дишиме, имаме ли право? Да. Не знам. И викам, срамно е за тоа што го правите. Значи, они почнаа да продолжат и јас почнах да викам по них, значи, лошо е, знаеш, почнах да свирам, да ги укам, почна по мене цела трибина да ги ука. Да, да свири, да им даде поддршка или да им каже дека прават нешто. Дека не е добро тоа што го прават. Добро, знаеш што сакав да те прашам, дали ова што го кажуваш, ако имаш уште ќе те слушаме, се снимаме, дали имаш чувство дека нашите ракометари доле на теренот беа свесни дека нешто се случува тука горе? Не знам, они беа фокусирани на играта и нормално е никој од спортистите гледат, ако се фокусирани на трибините, нема да се фокусирани на играта, јас мислам. Да, не, чисто онака ме интересираше од љубопитство, дали се свесни што им се случува, они посекако гледаат низ медиуми што им се случува на нашите навивачи. Да, јас мислам оти за време на играта сите се фокусирани од топката, сите се фокусирани на играта и својата задача се ја гледат. И да се навратиме на настанов. Повелинат. Еден од тие тројца се врати кај мене и вика, ти го почна, као да ме ти почна сето това, сега вика те приведувам, до нас звонка излезе. Викам, не излевам вонка, затоа што на вас викам ве боли вистината. Тебе те вика пред Малиот Ѓорги и пред Александра. Да, викам ве боли вистината затоа што е така. Тој са виновни луѓето да ги вади. Јас не искрах знаме, не искрах ништо. Јас само смо се спротивставив и му кажах това, јас што го мислам. Немаше зошто тебе да ти извади надвор, не носиш знаме на кутлеш. Затоа што го предизвиках и јас му викам. Реакцијата на другите навивачи. Да, па со свирањето и со све реакција на другите навивачи. Да, и јас му викам, од кај знаеш ти дека е за тебе? Можно е да е реакцијата да е за противничките навивачи, за противничките играчи. Да, бе, си свириме ние против Гвинеја. Им даваме поддршка на нашите ракометари. Да. И он нема на това одговор и му викам, значи вистината те боли, така ли? И он ми вика, со мене вонка, надвор, нели? Од тај момент дојдеа околу мене навивачи, благодарност до сите, значи дојдеа што ме подркаа. Сите некој дел од навивачи што вика, погледнете мало дете, дојдеа уште до тројци обидувањето, вонка вика, у притвор идеш. А викам, идам у притвор, значи јас не направих ништо, само викам, ви кажах вистината, а на вас ве боли вистината. Ве вреѓа. Катастрофа, човече. Да. Катастрофа. И трета, има и видео, сега ми пратија, не знам, многу луѓе ми пратија видео, се гледа баш точно на видеото, ќе ви го испратам, не знам кој го има снимано, ќе ви го испратам, благодарение на огромната подршка од позади мене, кои беа сите тие луѓе, фанови, пријатели, колеги, сите дојдеа собераат и не јас споминах со најдобри. И па им кажах, ќе дојдам со вас и на полицијата и на инспектор на било кој и ќе го кажам и не бегам од това. Затоа што викам што вистината на вас ве боли.
Ама ние веќе си го вршиме работа. Океј, ние си го вршиме работа. На крај се повлекува под притисок на навивачите. На навивачите да повлечеат и така заврши. Знаеш што сакам да те прашам, Наце? Значи веќе кога одиме вака во детали, кога одиме само да ти потенцирам, ние не одиш со слика, еве ќе бидеш тука некое време, може и ќе дојде ќе се видиме, тоа се договоривме веќе, него да ни бидеш гостини во студио што се вика, и на некои други теми. Сега одиш само со говор, со глас. Ме интересира, еве бидејќи живееш долго време, неколку години колку си во Германија веќе, и дека одиш и на многу други надпревари надвор од Германија. Доколку ти македонското знаме или знамето со кутлеш, еве како и да го наречеме, си го носел ли со себе на некои други надпревари, на Барселона например? На милион надпревари, на секој надпревари. Дали некој ти изреагирал за вадење на тоа знаме, на тој национален символ? Дали некој ти изреагирал од некој? Никаде. Јас имам дури слика направена на Франкфурт, Айнтрак Франкфурт, знамето кутлеш и грчкото знаме едно до едно. Ете, гледаш. Значи, знамето од кутлеш нема никаде да биде проблем ако не настапува македонска репрезентација. Очигледно има некоја тенденција, некоја повисока политика која не е поврзана. Моменталта, мислам ти беше пред не точно треба да проверам детално кој надпревари Айнтрак Франкфурт куп УЕФА, македонското знаме закачено на трибини и до него грчкото знаме. Значи предходно беше грчкото знаме закачено, јас го закачих македонското, никаков проблем. Имам слика и ќе ви го испратам за ако оде со прилози нешто често да. Добро, ова се случи, значи ова се случува после надпреварот со Холандија, бидејќи тоа што можевме да го видиме ние на телевизија, дека на надпреварот со Унгарија имаше огромно знаме македонско со кутлеш закачено на трибината. Се што е забрането е посладко. Така, тоа го имаше напишано ти на твојата Facebook страна, него моабетот ми е после случката со Холандија, откако експресно ИХФ не казни, не санкционираше, нели, за инцидентот во не знам какви размери прикажан, иако на телевизија не се види ниту дека нешто лета, ниту дека некој е маван за да така они со раците на главата избегаат буквално од терен, и ракометарите од Холандија и селекторот нивни што се свртена кај вас да ве провоцира, па дури и судиите. Значи, моабетот ми е на Унгарија немаше вакво нешто, ова се случува после надпреварот со Холандија. Ова како да е некоја режија да не тргнат ли? Не знам што да кажам. Не знам, значи, јас сум многу против маје на тврди предмети на терен. Другата, значи не се виновни играчите на Холандија. Апсолутно не се, значи они си играат, ако свират за нив фала ќе си кажат и пријатно. Нормално. Тука на нас не се виновни службените лица. Тука станува збор за повеќе од игра. Така е и невкусно. Јас сум еве сме зборувале со тебе и со Александра, знаеш колку искуство имам посебно во фудбалски надпревари кој што има 100.000 гледачи. Вакво нешто не дека не сум видел, не сум слушнал. Да кршиш, да правиш неред, да правиш тепачка, никој не простува. Никој не простува. Ама за знаме, за вербален напад против редар, еве вербална расправија со полицаец, јас сум имал. На крај се извинуваш и си одиш. Зборам вербална расправија, нели нормална расправија. Не е така, вака е, ти рекол ми рече. Не знам колку имате време моментално сега. Да? Да ви кажеме на случка 2019, што не се случи мене. Имаме време, само ќе направиме не прекинуваме со тебе, ќе направиме ние кратка една пауза тука со режија, со камера, да се напиеме само малку, да веруваш и дека ми се фаќа грлото од мака, од гнев, од јад, од ова што го слушам. Многу силна приказна, емотивна и лоша приказна за хрватите, за нивната организација и стравотен удар врз нашите навивачи кои мислам дека сепак на крај машки некако сето тоа го издржали. Вака оддалеко гледај. Наце, остани на линија, само кратко те молам. Режија, кратка пауза за джингл, продолжуваме со Наце, остани на линија, Наце. Зборуваме со Наце Митев, кој што туку е вратен со семејството, со малиот Ѓорги и со сопругата Александра во Македонија од Вараждин. Наце, повели уште едната случка за нашите гледачи.
дека да се намаа за 2019 Минхен. Првенство во Минхен. Добро? Ајде, И аз имам на мене знаме. И аз съм колекционер на карти, ги видеете сите мои карти. Да, кога бевме кај тебе дома имавме прилика да видиме твојата богата колекција. светско првенство ракомет во Минхен 2019. И Имам у мене, имам три карти. Една за мене и две карти за мои другите пријатели, што чекам да дојдат да им ги дадам. А у меѓу време имам карти од претходните два надпревари. Стари карти, искористени, значи таа е трет надпревар со Шпанија, Македонија Шпанија се игра и претходните два надпревари не спој. Добро, не е важно. Добро. Тие се искористени карти, значи искористени од некои земени, најдени. Како колекционер што си ги собираш? И имам едно 15, мислам околу 15 карти искористени. добро? Или 18, не ми знам. Добро. И три карти имам у мене Регуларни. за надпревар Македонија Шпанија. Рутинска контрола, полиција, проверка. Окей, им давам мои документи, претрес, окей, ми наваѓат трите карти од денешен надпревар и 18 карти или тука нешто од старите. На Софил, културен начин ми објаснија и мора да дојдете до нас во станица да ги провераме. Јас нормално ще проверувам, им кажах до слики што има, не мораме да дојдеме во станица. Надпреварот веќе за 1 сат треба да почне. Ми одземаа телефон исто како да сум криминалец. Они се сомневаат дека ги препродаваш ли, што? Они се сомневаат дека вршам препродажба на карти. Добро? После јас дознаех што е како е. До тај момент немам ништо. Ми одземаа телефон, ми одземаа се. У Марица, у Минхен, у полициска станица. И му викнах, одекте карти. Викам, среќа голема, пред кога стигнах у Минхен ги купих од билетара. Тие три карти, јас ги купих од билетара и јас лично ги купих и бяха и мене. И они додека проверија вратија камери, дати, саат, прилика, се се оклопи, точно. И Али за тоа време надпреварот веќе почна. аха. Луѓето, твоите луѓето чекаат за карти, не може да ме добијат. Јас не може да им вратам оти. Трите карти сте ги купил, да. Телефонот кај полицајците. Да. Одам у веце, полицајците спомену. Значи до толку беа сумнителни. И Тоа се како случува за германската полиција. и како се заврши после тоа? Сега, заврши се процедурата, кога веќе вратија камерите, кога се дознаа, кога видеа оти серијски број на карти. Имстиот тај серијски број на карти, што сум ги купил јас од билетара, што не са препродавани, не са Да. среќа голема нелепа, што беа кај мене. И дојде инспекторот и на фин леп културен начин ми се извини и вика тие 18 карти ги задржаме. Тие трети карти јас ги назад и гефт на целото това по Марица со ротационо светло на црвени семафори на олимписката сала, мислам оти едно 700 метра влезов забранен за возила, они ме однесеа до самиот влез и пред това на обезбедувањето на радарите не ме претресеа, ништо не ме претресеа. Директно во сала влегуваш. Влегуваш во сала и јас влезех на второ полувреме. Си ги најдели другарите со картите што требаше да им ги дадеш? Другарите, не знам, јас още не знам. Сакам да ти кажам, споредба да направам. Која разлика има у третманот од полицијата? Тоа ти е тема. Ми се извинија, инспектору ми даде писмо и вика това ти е писмо, сето тоа, ќе не извиниш, ќе да имаме смешено само за знамето. Затоа што ние име црвено жолто на знамето, шпанците има црвено жолто. Да, и шпанците, некои шпанците да имали дознание од они препродавали карти. Јас ти вика документ, ако сакаш, јас още го чувам документом, ако сакаш вика да си поднесеш приватна тужба за нанесен не знам, тоа не е. До полицијата на Германија да поднесеш тужба. За малтретирање, за изгубено време. За тоа што го испуштих првото време. Чека, а инако се однесува коректно, немаше нешто влечење, будка.
Да. Ништо најкоректно. Картите, предходните што ми беа искористени карти, или тие што ги земам од предходните два натпревари, ги задржав карти. После месец дена ми стигна дома на адреса и со едно писмо извинуване. Ти ги вратија тие искористените карти што ги имаше? Што ти ги задржаа во полиција? Да, ги Како вратија сувенир. сите. Добро. И вика, случајот е чист. Тука е писмот наш на Герман. Ако случај сакате да се жалите, имате рок од толку време, ние ви се извинуваме за грешката настана. Сакам да го споредам само ситуацијата вчерашниот случај и 2019 годинашниот случај. Јасно. Так, Наце, само сакам да те прашам уште ова, иако одиме веќе по бајаги долго, ама нема врска, таков е моментот, еве ти си ни и ексклузивно, пошто стварно имаш многу поминато со овие надпревари на македонските репрезентации без разлика од кој спорт. Кажи ми само, мислиш ли дека остана доволна голема поддршка за македонските навивачи сега во овие завршни три надпревари во продолжението од првенството? Има ли доста Со македонци Австрија, таму? Катар и Франција игра. Моментално јас мала проценка мислам од сите што одеме таму што контактираме, ако има 20% дали ќе останат. 20% од навивачите кои што веќе беа поддршка на македонската репрезентација, дали може ќе останат на теренот? Дали ќе останат само заради случувањето со некако со организатор. Друго, ако ги погледнеме сите надпревари на Македонија има најмногу публика. Македонија остава најголем буџет на организаторство на ЕФ. Македонија купува најскапите карти. Моменталната карта сега е 80 евра за еден надпревар, за три надпревари за дневна карта. Така. Не, ова е малку поразително за нас. Значи, нашиве ракометари нема да имаат она поддршка која што ја потенцираат дека им е 8 играч на теренот. Како што кажува Киро Лазаров во неговата најнова изјава, дека навивачите ќе му бидат 2 гола плюс против Австрија. Значи, нема да имаме доволно од фалангата таму за овие три надпревари што предстојат. Нема, јас мислам дека нема. Види, надпревар по Кралски има празни трибини. Сите надпревари со празни трибини. Таму македонските фанови има најмногу посетени. Да. И они ни враќаат со таков груп начин. Ако ти направиш прерачунка колку македонските навивачи колку пари имат оставено у Вараждин, И тоа и на ваков начин хрватите ни се заблагодаруваат. нели братски земји, нели братски народ. Да, братскиот народ, тоа го кажав ја на почетокот на емисијата. Братски народ сме ние, можеби сме биле до сега братски народ, ама после ваква голгота на македонски навивачи на едно светско првенство кое што треба да биде славие за сите, да биде радост, да биде убавина, тешко тоа некако. Наце, што да ти кажам, јас ти благодарам што беше ексклузивно за нас за YouTube каналот Другутов и продукција Скок Гостин. Очекуваме, најавуваме дека ќе ни пратиш некое ексклузивно видео таму, зборувам за случувањата на трибината, значи на трибината, не на теренот, и да можат и нашите гледачи да видат што се вика во живо како е ова сето изгледало, бидејќи на верувај дека не се гледа кога пренесува телевизијата, ваквите моменти не допираат до публиката. Да, телевизијата пренесува само центарно на терена. Случувањето на трибината само од приватни телефони може да се најдат видео. Така. Поздрав до тебе, Господ здраве да дава на тебе и на фамилијата, да е жива и вечна Македонија и да посакаме успех на нашата репрезентација против Австрија. Никој пат не се откажуваме. Катар и Франција, така. И колку и да бидеме понижени, пак се дигнеме горе. Секој е добро, поздрав до скоро. Поздрав. Ова беше Митев, Наце, и ова беше тоа што го слушнавме. Неверојатно приказно. Нешто што не можеме да го дознаеме ако некој не ни го каже, ама да ни го каже некој токму од тие што биле луѓето личностите на трибината, значи случките од живите луѓе што се случувало таму. Неубаво во секој случај и поразително за мене од последниот дел од разговорот дека само 20% можеби според неговата проценка ќе останат навивачи да дадат поддршка на македонската репрезентација. Дали можеби сепак ИХФ
или ако не е ИХФ, скандинавците, Не, ова. ако не е скандинавците, холандјаните победија во оваа македонска Ова борба. е очигледно повеќе од ракомет, ова е нешто со кое најверојатно треба да се позанимаваат и некои структури надвор од спортските институции, асоциации. Ова е нешто на кое мислам дека треба да реагираме. Не мислам, убеден сум, тврдам дека Македонија треба да реагира во најмала рака, да покажеме дека не сме го заслужиле тоа, дека нашите навивачи не го заслужиле тој третман. Така е. Жално е што ете политиката ги вмешува прстите во спортот на овој начин. Значи, како што кажува Наце, дека македонските навивачи се најгласните, но во исто време и најсимпатичните и најпријателски Да. расположените. А еве и мојот саат настрада од овие дуели против Холандија и Гвинеја, од навивање и тропање. Да, го Од слушам. навивање и тропање по масите. Имаме за што да бидеме горди како македонци, значи почнувајќи од македонската репрезентација, од ракометарите кои што гинат до сега на теренот, без разлика каков ќе биде конечниот пласман, конечниот резултат, без разлика како ќе изиграат овие момчиња предводени од Лазаров против Катар, против Австрија и Франција. Австрија и Франција, веќе се изморив и ми е мака од сето ова што го слушнав. И ние остануваме на линија со вас, можеби ќе направиме и овдека во студио уште некоја емисија на оваа тема, за уште некоја приказна од трибините од Вараждин. Значи, тоа што се случува на теренот го гледаме сите и го гледаме и ние. Но ова што се случува на трибините, а камерата не го дава, е убаво да го знае цела оваа наша Македонија и е убаво да се позанимаваат сите релевантни структури во нашата држава, од министер за спорт, кој што знам дека Борко беше таму на првиот надпревар, потоа не знам, до сите други до еден, До да си го председателот ставиме, на ракометната да си го федерација. ставиме прстот на чело, до кога вака ќе бидеме понижувани и до кога вака наши навивачи, ние имаме наши луѓе таму кои што се можеби се уште во притвор, а никој не знае. Да видиме Во нешто, секој да се случај слушне треба гласот, реакција. да се слушне гласот на македонецот. Се одјавуваме до скоро. Пријатно.